Јавниот повик за студентски ваучери за набавка на електронски уреди официјално стартува. Студентите од прв циклус студии до 29 години можат да аплицираат до 20 декември преку порталот услуги.gov.mk и да добијат ваучер од 15.300 денари. За оние што се во евиденцијата на Министерството за образование и наука, апликацијата се поднесува без документи, а за останатите е потребна потврда од факултет. Уредите се подигаат кај овластени оператори до 31 декември. Премиерот Мицкоски порача дека мерката опфаќа околу 55.000 студенти и представува исполнето владино ветување. Повторните избори за градоначалници во Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша и Центар Жупа ќе се одржат на 11 јануари 2026 година. Председателот на собранието Африн Гашија потпиша одлуката, согласно уставот и изборниот законник. Тој побара државната изборна комисија, општинските комисии и наблюдувачите да работат професионално и транспарентно. Политичките субјекти ги повика на фер кампања, а граѓаните масовно да го искористат правото на глас. Предлог буџетот за 2026 ја зголемува поддршката за одбраната, со најголем раст кај воената академија, дури 419% повеќе средства за модерно образование и професионализација на идните офицери. Пратеникот Драган Ковачки вели дека ова е директна инвестиција во безбедноста и во усогласување со НАТО стандардите. Буџетот за Министерството за одбрана се зголемува на над 22 милиарди денари, односно 8,4% повеќе од лани, а модернизацијата на армијата расте за 38%. Предвидени се и 15,7% повеќе пари за набавка на опрема и механизација, што треба да ја зајакне националната одбрана. Обуката за возачка дозвола од категорија Б од овој месец поскапува од 24.000 на 34.000 денари, а дополнително се плаќа и изнајмување полигон од 250 денари по час. Автошколите велат дека цените се зголемуваат поради повисоки трошоци за гориво, одржување и новата техничка опрема, но и поради построги стандарди што ги пропишало Министерството, неофицијално. Од ресорот велат дека промените се воведени за да се подобри квалитетот на обуката и да се усогласи со европските правила. Агенцијата за храна и ветеринарство, во засилена акција за 10 дена спроведе 445 контроли и затвори 15 продажни места кои продавале небезбедна храна, главно на ученици. Запленети и уништени се 696 килограми производи со сомнително потекло. Контролите откриле сериозни прекршувања. 19 оператори продавале небезбедна храна, 30 работеле во лоши хигиенски услови, а 26 воопшто не биле регистрирани. Дел немале процедури за хигиена, здравствени прегледи за работниците или технички услови. Изречени се казни за 77 оператори во висина од 36.470 евра, како и над 100 решенија за корекција. По трагичното труење со храна во хотел во истанбулскиот Фатих, каде починаа мајка и 2 деца од семејството Бочек, бројот на приведени се зголеми на 8. Полицијата сомничи дека пестициди користени во хотелот содржеле опасни супстанции. Хотелот е затворен, а гостите евакуирани, додека се чекаат резултатите од токсиколошките анализи и примероците од храна. Приведени се хотелски вработен, работници од фирма за пестициди, како и повеќе локални трговци. Уште 2 туристи биле хоспитализирани со симптоми на труење. Повеќе од 70 училишта во Австралија и Нов Зеланд беа затворени откако обоениот песок за играње беше повлечен од продажба по откриени траги од опасниот азбест. Лабораториските тестови покажале присуство на тремолит и хрисотил азбест во производи од Educative Colors, што доведе до итни повлекувања и затворање на училишта во Камбера и едно во Брисбејн во саботата. Кмарт и Таргет дополнително повлекоа комплети за градење замоци од песок и магичен обоен песок. Властите спроведуваат контроли за да спречат понатамошен ризик по здравјето. Анонимно протечен меморандум тврди дека Алибаба и помага на кинеската војска, но Financial Times вели дека не може да ги потврди информациите. Компанијата остро ги негира обвинувањата и ги нарекува злонамерна пиар, операција насочена кон поткопување на новиот трговски договор меѓу Трамп и Си Џинпинг. Извештајот предизвика пат на акциите на Алибаба, додека аналитичарите предупредуваат дека случајот може да влијае врз трката во вештачката интелигенција и да доведе до нови санкции. Веста се појавува во време кога моделот Квин на Алибаба станува се попопуларен во Силиконската долина. Меѓународен суд во Бангладеш прогласи поранешната премиерка Шејк Хасина за виновна за злосторства против човештвото поради насилното задушување на студентските протести што доведоа до пад на нејзината влада. Обвинителството ја поврзува со стотици вонправни убиства, а судот утврди дека ја злоупотребила функцијата и поттикнала смртоносна сила врз демонстрантите. Хасина ги негира обвиненијата и тврди дека процесот е политички мотивиран, откако побегна во Индија. Поддржувачите на протестите пресудата ја нарекуваат историска, додека нејзината партија најави жалба.
Земјата е во состојба на висока политичка неизвестност додека се чека конечната казна, за која обвинителите бараат смртна пресуда. Од денес во Скопје стапува на сила едноставно, но амбициозно правило – забрана за фрлање комунален отпад во периодот од 22 часот до 6 часот наутро. За прекршителите е предвидена казна од 50 евра, но првите неколку месеци градот најавува дека ќе изрекува само опомени. Како што велат од град Скопје, целта е да се создаде јасна правна рамка која ќе помогне на комунална хигиена во поефикасното собирање на сметот. И додека Скопје ја решава проблематиката со забрана по часови, вреди да се погледне како тоа го прават другите градови. Во Берлин казните се строги, но системот функционира безпрекорно, а отпадот се разделува педантно. Во Виена нема ноќни забрани, но постои култура на чистота што практично ја прави таквата мерка непотребна. Амстердам користи прецизен распоред за секој кварт, а Загреб воведе паметни контејнери отворливи само со картичка, па секој граѓанин сноси лична одговорност. Во споредба, Скопје оди по пократкиот пат, наместо паметни контејнери, паметни забрани, наместо подобрена логистика, ноќен режим на однесување. Наместо реформи, часовник. Иронијата е во тоа што европските градови инвестираат во системи што го намалуваат количеството отпад, додека ние се надеваме дека проблемот ќе исчезне ако не го фрламе во истите часови кога сме будни. Останува да се види дали оваа мерка на вистина ќе ја подобри хигиената или само ќе воведе уште едно правило што граѓаните ќе треба да го паметат. Како и да е, Скопје влегува во Европскиот клуб на управување со отпад, само со малку пооригинален, локален пристап. Под влијание на серија влажни воздушни бранови до крајот на седмицата следува период на променливо облачно и релативно топло време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни, локално со услови во формален невреме со засилен ветер и ретки грмежи. Во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Во Скопје следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, кои во делови од котлината ќе бидат пообилни. Ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен ветер од јужен правец. Кон крајот на денот и ноќеска, во земјата во северозападните делови ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 15 до 20 степени. Во Скопје и околината ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен јужен ветер.